Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. 13 величинствени: Вело Марковски, Билјана Ванковска, Стевчо Екимовски, Тома Николовски, Бујар Османи, Господин Поповски, Максим Димитриевски, Ѓорги Манасков, Арбен Таравари, Мерсиха Смаиловиќ, Зорица Цветковска, Гордана Силјановска-Давкова и Сево Пендаровски. Кој ќе успее, а кој нема да собере 10.000 подписи? Дали доколку имате можност, дополнително би предложиле некого за председателски кандидат? За кого сигурно нема да го дадете вашиот глас? Тоа се денешните прашања до вас во рамки на ово издание на Црвена линија. Кога сме кај прашањата, ќе ве пречека и уште едно, доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Таму прашањето е следно, значи не заборавајте да не заследите Црвена линија на Инстаграм, така ќе не откриете, тоа е нашиот профил, а прашањето е: дали според вас председателот треба да се избира во собранието на Македонија? Како изгледа тоа на Инстаграм? Еве го прашањето. Две опции имате за одговор: да, не. Кликате на опцијата која е вашиот одговор и секако измерено пресметано во проценти, ќе ги соопштиме резултатите таму некаде по рекламите во Црвена линија. Но секако на самиот почеток ќе ве потсетиме и да не заследите и на социјалните медиуми, доколку не следите на Facebook Црвена линија, на X или поранешно Twitter, повторно Црвена линија, и секако оваа дискусија можете и таму да ја продолжите преку коментари и споделувања. Како да, ние ќе продолжиме, се разбира, со прилогот на Далиборка Дамјановска, а меѓу другото ќе ве потсетам да се подготвите и да го завртите и нашиот телефон и секако да ги дадете одговорите на денешните прашања. Одиме со прилогот. Фрустрација на поединци, вака лидерот на ВМРО ДПМН ја коментира идејата на Дуи, председател на државата, да се бира во собранието. Изјавата на Ахмети за него е обид да се сврти вниманието и да се насочи кампањата кон оваа нивна посакувана цел, затоа и треба да се игнорира. Не треба повторно да се фаќаме како јавност на јадицата која што доаѓа од политичка опција која што набргу денеска ќе биде во минатото и ќе одговара за сето тоа што го праве. Второ, дури и самата дрскост да се каже такво нешто и да се тоа поврзе со уцена за излезеноста во изборите, представува недржавен чин за партија која што пледира да се представи како државотворна и која што 22 години е дел од владата и го јаде лебот поради овие граѓани и оваа држава. Ја одбива иницијативата на Дуи да се воведе функција под председател на државата, затоа што смета дека треба да се укинат сите заменички места за да се заштедат средства. Од 3 март по партиската конвенција ќе почнат со собирање на 10.000 граѓански подписи за Гордана Силјановска-Давкова, иако таа има и поддршка до 30 пратеници. Тврди дека има случаи во кои се даваат пари за подпис, дел од нив се документирани и ќе бидат предадени на надлежната институција. На 4-тиот ден од собирањето на подписи се уште никој ја нема потребната бројка. Според податоците на Државната изборна комисија, до 25 февруари вкупно 24.830 граѓани дале подпис за подносителите на кандидатури за председател на државата. Во Црвена линија сме подготвени за вас. Оно што секако ќе ве подсетиме, денес ве прашуваме кој според вас ќе успее, а кој нема да собере 10.000 подписи. И дали, доколку имате можност, дополнително би предложиле некого за председателски кандидат. И секако уште едно прашање: за кого сигурно нема да го дадете вашиот глас? Добар ден! Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, еве за почеток, за кого сигурно не би го дале вашиот глас? За Силјановска не би го дала. Добро, дали според вас, еве, доколку имате можност, дополнително би ја пополниле ова листа со некој кој што не е најден, но сметате дека треба да биде дел? Па не би тоа не сум покушала да пополнувам листи, меѓутоа сега јас ќе кажам дека за Сево Пендаровски би гласала, меѓутоа јас друго сакам да кажам. За Силјановска не би гласала поради тоа што жената има своји 70 години. Како не може ВМРО да најде некој друг кандидат што е помлад, за да не сум учествувал во нормално во кандидатурата.
Така да мислам некако не ми одговара тоа што е жената ипак возрастна и као жена, доста години, своји 70, не би, затоа не би дала глас, а не поради друго. Добро, А а иначе, според вас кој ќе успе, а кој нема да собере 10.000 потписи? Па сите ќе успеат, сите ќе добијат. Добро, и дали Сите. председателот според вас треба да се избира во Собранието на Македонија? Не, никако. Во ред, ако имате уште нешто да додадете, сепак не би имате имала, уште благодарам. Пријатно. Благодарам многу што бевте и прва гледачка со која што го отвараме ово издание на Црвена линија, односно почнуваме со гледачите, тоа е со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало, Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. јас сум на линија. Да. Бидете поздравени. Голем поздрав до вас. Дали е тоа Овде. дечкото од Ѓорче? Да, еден дечко од Ѓорче Сити. Според вас, дечко од Ѓорче Еден- Сити, кој ќе успее, а кој еден нема да увид. успее да собере 10.000 Не, потписи? на крај ќе ви одговорам. Само еден увод да дадам. 33 години кога се бира председатели, се оспоруваа. Едниот го вика господин, другиот ако победи таа партија што изгубила, не го признава. А кога, значи, 33 години нас председател ни беше само како така како икона. Што придонесе тој председател? Ни сите тие покојни што беа, да не ги спомнам, лесна им земја, и тие голема штета му направија на Македонија. И Кирил Глигоров, и Борис Трајковски, и Иванов, и Црвенковски, и Пендаровски, сите. Аер не виде македонскиот народ во овие 33 години. Пак ќе речам, народот ние сме криви. Никој не ни е крив од страна, како што овој ден ме критикуваше од страна. Да не се враќаме тие тат или крадењето или Ајде, други кажете ми, дали афери. председателот треба да се избира во Собранието на Македонија? Не, нигде. Само некој од страна да ни избере и председател, и премиер, и пратеници. Само така ќе се оправиме. Вака ќе биде, како што му рече Ахметина. Добре, благодарам многу за вклучувањето, секако и за редовната активност во рамки на секој издание на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас. Голем вашите поздрав и гледачи, до вас. До емисијата. Благодарам многу. Прво, ќе бидам краток. Не е на листата, меѓутоа глас би дал прво за Имер Селмани. Не е на листата. Јас сум македонец, меѓутоа би дал глас за него. Не би дал глас за Силјановски. Премногу театралност, глума, Зеленски го имаме, не ни треба уште еден Зеленски. И својот глас би го дал и го дадов за Ванковски. Имате прашање за мене? Да. Еве, да ни кажете дали според вас председателот треба да се избира во Собранието на Македонија и кој според вас ќе успее или нема да успее да собере 10.000 потписи? Па во собрание не треба да се избира. Па некој можеби нема да успее Стефче, нема да успее не знам кој. За Пендаровски не би гласал. Од кога е роден во политиката не знае ништо друго освен политика. И не знам што друго да ви кажам. Добро, ако е тоа се, благодарам, иако бевте покуси, секако бевте поприлично јасни. Благодарам за вашите одговори, секако продолжете да го следите ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас, драги мои. Подсетување, секој од вас има 90 секунди, така да, еве, се разбира, ќе внимавате, верувам, и на тајмерот, но меѓу другото и секако, ако сметате дека и помалку од 90 секунди се доволни да го искажете вашиот став, да ги дадете одговорите, и тоа не е пречка. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, од Црвена линија сте. Вака, Тина. Друг да предложам нема. Добро. За Стефче Акивовски не би гласал. Ето какво вединка. Да се избират во парламент нема шанса. Зошто нема шанса? Нема шанса, по моје мислење, заради тоа што од такви ословувања
условувања, да речеме, на ДУИ. Еве, 7 години ДУИ со 12 пратеници го командува СДС, марионетка. И затоа тие сака да биде внатре, за да може да условува. Тоа е првото. Второ, зошто? Јас сум за Тараварија, веќе ви кажам искрено, му верувам. Човеков добар се покажа во почеток и си мислев за него че гласам. Меѓутоа тој излезе со албанското знаме и европското. И сега јас да гласам за таков човек. Кој ќе одаа на свадба албанците со македонско знаме, тогаш ќе гласам за нив. И Барак Обама беше друго, беше 8 години, ама го гледаше уставот. И са тука. А што се однесува до македонците ми във времето, ако се 10 души претенденти за председател, би ги затворил сите во една соба и ќе му речам да излезите со еден човек од таму, од собата и да се обединиме да гласаме за еден и во првиот круг да го решиме председателот. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Секако ќе ве потсетам оно што сакате да го додадете или можеби ќе ве сакате да учествувате во Црвена линија, но преку коментари и споделување на социјалните медиуми, тоа можете да го сторите и на Facebook. Ќе ве потсетам, нашиот профил е Црвена линија, но секако нашата тема и она за што зборуваме со вас секогаш го објавуваме и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Па така и денес, навистина ни е драго дека сте исклучително активни, имаме огромен број на коментари. Нашата тема е објавена, значи потсетувам на Facebook, заследете го и профилот на Телма телевизија. Прашањето тука е кој ќе успее, а кој нема да собере 10.000 подписи. Ќе почнеме со коментарот на Васко Белески, кој што напишал: кога зборуваме за институцијата председател, од наведените единствено овој епитет го заслушува професор Гордана Силјановска-Давкова, експерт по правото и огромен нетворк од конекции со многу европски институции. Не би гласал за Пендаровски, кој нас народот не споредуваше со стока, а во неговиот мандат беше заштитник на криминалите на сегашнава власт. Исто не и за Бујар Османи, кој за време на неговиот мандат како министер, наместо да ја промовира Македонијата, отворено го застапуваше Косово. Време е да се ја исправиме кичмата. Македонци, каде и да сте, дојдете и гласете по ваше убедување. Сметам дека тоа е обврска на сите нас, на сегашниве генерации, но и обврска и спрема идните генерации кои доаѓаат. Поздрав до Црвена линија, но и за моите родители во родното Климештани, Охридско, кои секој ден ве гледаат. Поздрав и од нас и до вас, Васко Белески, како и до вашите родители. Продолжете со коментари, секако дел од нив ќе ги прочитам во рамки на ова издание на Црвена линија, но продолжуваме во живо со гледачите кои што директно се вклучуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Сте повелете. Па јас би гласала за Гордана Силјановска. Добро. Бидејќи жената е многу наобразувана, со, како што рече претходниот, ова што го читавте коментарот, со многу меѓународни признанија, успеси. Ајде, за кого нема да гласате, например? Може и тоа. Па за Стефчо Јакимовски, за Пендаровски и така натаму. Не би гласала тие по никоја цена. Според вас, кој ќе успее да собере, а кој не 10.000 подписи? Па верувам дека тие нема да успеат. Пендаровски може со сила со овие коалиционите партнери, иначе Јакимовски нема шанси да собере. Така барем јас мислам. Дали председателот еве треба да се избира во рамки на собранието на Македонија? Никако, тоа се задушува гласот на народот. Значи, од друга страна, видовме како се гласаше председателот на собрание, со двете раци дигаа нагоре, прсти, за да соберат мнозинство, и затоа треба да се избира на избори председателот. Никако во собрание. Тука ќе има пазарење, ќе има мито, ќе има подкупување. Иначе Силјановска, како што рече, жената била во...
Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Подсетување, имаме конкретни прашања. Секако со нетрпение сакаме да слушнеме кои ќе бидат вашите одговори. Внимавајте на тајмерот. Секако оние кои што сакаат дополнителни 90 секунди повторно да добијат за учество во Црвена линија, слободно можете да го завртите и пак нашиот телефонски број. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Првин поздрав до вас и вашата екипа. Голем поздрав и до вас. Фала. Во врска со за кого би гласал? За кого не би гласале? Тоа... Така да одиме. Не би гласал за Билјана Ванковска. Добро. Би гласал за Бујар Османи. Според вас, кој ќе успее да собере 10.000 подписи, а кој не? Ќе успеат сите овие што се од големите партии. Како што е Бујар Османи, како што е професорката, Пендаровски. Не би успееле другите помали. Така, дали може би на листата не достига некој кој што вие би сакале да биде дел од овој список? Сега има многу што би сакал, ама мислам дека е доволна листата. Дури е премногу. Дури е премногу, добро. И дали според вас председателот треба да се избира во собранието на Македонија? Ако идеме по една логика, мислам дека треба да се избере во собрание, пошто се гледа дека имаме проблем ние со излезаноста, со цензусот да го стигне председателот. И ќе биде помал трошокот ако оди во собрание, нормално со 2/3 на гласачи, на пратеници, не на 67, него на 80, за да има поголем кредибилитет. И ќе се избега многу трошок и многу малтретирање. Мислам дека и многу демократски држави кои имат истото тоа. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Сега го продолжете да не следите и понатаму. Сега повторно ќе прочитаме дел од коментарите. Продолжете се разбира и со коментари. Ќе ве потсетам на Facebook Телма телевизија, како и нашиот профил Црвена линија. Еве, Велјо Спасовски напишал: "Абре луѓе, не правете трошкови и кавги помеѓу себе. Тоа е завршена работа. Стево ќе биде реизбран 100%, тоа го аминува и од УСС или од УСА. Како сакате, подобро е да видиме што ќе кажат и гледачите, кој е оној што според вас не достига на ова листа од 13 величинствени. Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач да не се префрлам виднаш на коментар? Добар ден. Јас сум во програма. Да, повелете, ве слушаме. Добро, ти ми рекоа да почекам. Па видете, во собрание никако сите знаеме кои се тенденциите и зошто тоа се пропагира за да биде во собрание. А што да правиме? Сега ние треба, не сме криви што сме најмногу во Македонија. Сега некој што нема проценти колку мислиш, сега на сила да добие председател, нема потреба. И никако во собрание. Гласам за господјата Сијановска. За кого не би го дале својот глас? Никако за Пендаровски. Значи, кога би се повлекла господјата Сијановска од кандидатурата, по некоја случајност, тогаш за Максим Димитриевски. А зошто за нејзе? 300 работи има што треба да ги набројам. Член на Венецијанска комисија, член во Европскиот парламент за човекови права и се околу тоа уставни што ја носи незината титула. Председателка која би станала, што не и треба... Кажете ми, според вас од оваа листа, кој ќе успее да собере 10.000 подписи, а кој не? Максим ќе собере, да. Пендаровски, угоречена господја ќе му монтираат да собере, нормално. И господја Сијановска се знае. Така ја мислам. Зошто треба да биде оваа господја председател? Затоа што нема да и требаат 100 советници, што не го знаат уставот и уставното право. Благодарам многу за вклучувањето. Подсетување, внимавајте само на тајмерот. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. За кого не би го дале својот глас од приложената листа? Дали ме слуша гледачот? Добар ден. Ало. Во Црвена линија сте веќе? Да, се јавуваме од Прилеп ние. Голем поздрав до Прилепчани преку вас.
Еве, кажете ми на оваа листа од 13 величанствени, за кого не би го дале својот глас? За кого првим би го дале за Гордана Силјановска, а за сите останати не. Добро, според вас, кој ќе успее, а кој нема да собере 10.000 потписи? Според нас, чисто, како што кажа претходниот гледач, поголемите партии че албанскиот блок, левица можеби, а се друго мислам дека со сила. Доколку имате еве можност, дали би го надополниле овој список со некое име кое според вас не достига, а треба да биде меѓу кандидатите? Не, супер се кандидатите, али се знае. Крајно време е да се обедини македонскиот народ и да се свести нови избори. А дали председателот треба да се избере во собранието на Македонија според вас? Не, според нас не треба да се избери в собрание. Тука се заташкува веќе гласот на народот. Се знае која му е целта в собрание, така да подобро е да се оди на отворено гласање. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Уште еднаш поздрав до сите оние кои што не следат од Прилеп. Добар ден! Добар ден! Добро, во меѓувреме да не велам напраз. Еве, добро, имаме гледачка. Добар ден! Добар ден! Во Црвена линија сте? Да, било ми е, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Да, фино одмера да ве гледам, еве. Јас би гласала за Гордана Силјановска, за професорката, а за другите не, за што ни Пендаровски не доводи у обзир, за Стевче Паич, по никаков начин, само за Гордана и за Кумановецот, како се викаше, за него можеби. Максим Димитриевски, мислите на него? Да, за него, да. Добро, кажете ми кој од оваа листа ќе успее според вас да собере 10.000 потписи, а кој не? И јас сум за Гордана дека ќе успее, како што слушават колку се уклучив, повечко луѓе што ги слушат, повечко бе за Гордана Силјановска, за професорката, за нејзе. Дека она ќе собере повечко гласови. Она ќе биде единствената според вас што ќе собере 10.000 потписи? Јас така мислам, секој си имаме своје мислење. Така, добро. И кажете ми за ова, дали председателот според вас треба да се избира во собранието на Македонија? Не, по никаков начин не. Само ние луѓето со потписи. И напред Гордана со нас. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за учеството. Ке се префрлиме повторно на Facebook, поточно на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија објави својата тема. Зорка Манева го има напишано следното. Колку ви има недосмислени председатели. Цел свет прошетак, нигде не видех толку матуранти да се кандидират како не се срамат од народот. Како да не се срамете вие, сега ко вклучате се на 023070005 и да ги слушнеме вашите одговори со нетрпение. Очекуваме да видиме што ќе каже следниот гледач или гледачка во однос на тоа за кого сигурно нема да го дадете вашиот глас. Добар ден. Добар ден. За кого сигурно нема да го дадете вашиот глас? Па видете сега да ви кажам, јас сум тука од Скопје. Така. И би сакал Стефче Јакимовски да го поздравам многу. Изгуби со тие неговите од Инфомакс, затоа што самиот тој многу плука по ВМРО и по другите. Он, благодарите на ВМРО, дојде на власт во Карпош. Значи, отпаѓа и да го разочарам дека нема ни да ги собери тие 10.000 потписи. Според вас, кој ќе успеа да собере 10.000, а кој не? Па, може би Максим ќе собери, а мислам дека Гордана Силјановска, како се викаше, господјата, професорката, има подпис од 30 платеници, така да не мора да собира, нели? Добро, дали според вас председателот треба да се избира во собранието? Председателот никако не смее да се бира во собрание, затоа што дуи и тие од опозицијата што милуваат да кажат многу северна, и ни ги укинаа пасошите кои јас сум го извадил на 12.2.19 година со печат во листот
пасошот дека е на Северна Македонија и не ми важи. Дали би додале еве некој на листата кој што сметате дека треба да биде дел од овој список на кандидати? Тие што би сакал да дојдат се, еве, денеска се 20 години од смртта. Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Тимче, ако сум јас, голем поздрав. Голем поздрав и до вас секако. За кого сигурно нема да го дадете вашиот глас? Не би коментирала така, вака би коментирала ја како политичар. Гласот би го дала за професорката по уставно право, ако во случај не добие она за Максим. А другите отпаѓат од лига, пошто не се способни за да биде председатели. Се знае Силјановска која е, што е и каков застапник ќе биде за Македонија. Така, според вас, кој ќе успеа да собера 10.000 потписи, а кој не? Па се разбира за... не ве слушам. Според вас, кој ќе успее од оваа листа да собере 10.000 потписи, а кој не? Тој што влегува во тетовската полиција и што ги малтретира луѓето со пари и присилно, а другите не. Председателот треба ли да се избира во собранието на Македонија? Никако, ние не сме председателска држава. Кога би се сменил законот и кога би била председателска држава, една изборна единица да, а сега не. Зашто ќе се прават манипулации и притисок на луѓето. Само преку народот бирање на председател. И посакувам на Гордана Силјановска среќа и успех во работата и да знаете дека 200% добива. А еве, дали некој според вас е изоставен од оваа листа, би сакале да биде дел од кандидатите? Не би претендирала во тоа, има многу луѓе што се мои, например, симпатизери, меѓутоа тоа е нивно право, не би дала јас. Добро, благодарам многу секако што еве се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Продолжете понатаму да не следите. Продолжуваме и со оние кои што активно учествуваат преку коментари на Facebook. Трајчо Станков напишал: Македонија е под странски влијание и нема самостална и суверена политика. И релевантно е кој ќе биде избран за председател на државата, тоа треба да го разбере обичниот граѓанин на Република Македонија. Нашите политичари 30 години продаваат лажно политиканство. Еве неколку примери под странско влијание е сменето знамето, уставот, иметот, сега повторно уставот, која сувереност има Македонија во водењето на политиката. А Оливера Кецкаровска напишала: и кучето му е да го пријавам на листа за председател. Според вас, еве, кој ќе успее, кој нема да собере 10.000 потписи? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Овака, како први не би гласал за Пендаровски никогаш у живот, нити човек од СДСМ воопшто, пошто скроз не уништи нас, пензионери, студенти, медицина, све живо уништија, дури денеска ја продале и топлификација. Добро, таа е нивна работа, продават народен имот. Да се навратиме на темата, еве од оваа листа на кандидати, кој ќе собере 10.000 потписи? Најпрвин би гласал за Мерсика, како првин. Мирсиха Смаиловик, добро, а кажете ми, кој ќе успее да собере 10.000 потписи, а кој не според вас? Па не знам ја кој ќе успее, што ќе успее, меѓутоа моето е да дојде некоја женска, без разлика дали Гордана, дали ова, затоа што да ги тргнеме овие убици на народ, ова е више преку глава ни е дојдено од нив, од мажите. Јако сум машко. Така, сметате дека женска енергија сега треба да има повеќе во политиката? Точно така. Дали председателот според вас треба да се избира во собранието на Македонија? Не, никако. Никако. Не е собрание тоа што беше порано. Ова е собрание сега с апашко или не знам како да го наречам. Ова нема ништо човечко у себе. Благодарам многу и вам за учеството. Еве, имате можност досега да слушнете какви одговори, размислувања даваат гледачите во рамки на ова издание на Црвена линија. Секако продолжуваме понатаму со нови вклучувања. Добар ден. Ден. Во Црвена линија сте, повелете.
Да, на вашето прашање би одговорила доколку имам можност, за кого би За кого не би гласале, тоа е нашето прашање. Па добро, јас гледам тоа што пишува на телопа тука. За не би гласала во никој случај за Вело Марковски, за уште некој таму не знам кој се беа. Би сакала да гласам за Мерсиха Смаиловиќ, евентуално за Стево Пендаровски како поискусен политичар. Доколку дополнително би го предложила Джевдет Фередини, тој е човек со интегритет, а женско, што беше председателка на против корупција комисијата, Ивановска, не се беа предложил, пошто за такви места за премиер, за председател не требаат луѓе со силен интегритет, а они се токму такви луѓе. Кој од овие наведените во листата кои што досега се објавени ќе успее според вас да собере 10.000 потписи, а кој не? Па ја мислам овие што има силна партиска војска позади нив, Османи, Пендаровски и Силјановска, дека ќе соберат со леснотија. Народ, мислам дека би сакал да биде Максим Димитриевски, можда уште некој од нив, не знам за кого. Јас ако излезам да дадам подпис, веројатно би дала за Мерсиха. Благодарам секако што и ве се вклучивте во Црвена линија. Продолжете и вие да не следите понатаму. Одиме, добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав во Црвена линија повторно. Поздрав. Поздрав до вас секако. Па и ве кажете ми за кого не би го дале својот глас? Јас да ти кажам, не знам за кого не би го дала, затоа што во таа листа јас не гледам луѓе што вистински мислат за Македонија, односно можеби се кандидираат само да си земаат парички, како што се сите и во парламентот такви легачи, така да единствено што гледам неколку кандидати така, а на прво место ми е професорката Гордана Силјановска. Така, доколку и ве имате можност дополнително би предложиле ли некој? Па не знам да ти кажам јас, пошто слабо ја пратам политиката, ама конкретно на Силјановска и се восхитувам на паметот, што рече на гледач дека нема да и требаат советници да и напише што да каже, таа е доволно паметна, делува, реално разговара, значи во корист на народот, во корист на Македонија, така да мислам дека таа единствена, не знам дека некој друг од тие предложените, ете и Максиме супер, нели, ама таа е жена со искуство, таа е памет, таа е мозок, таа жена ми... Дали председателот треба да се избере во собранието на Македонија? Како ти во собрание, кога ќе биде се наместено, ако го изберат во собрание, значи, гледаме се мести, значи, дигнавме прсти, не дигнавме, значи, вака сакам да ние да си гласаме, ние да си кажеме кого сакаме, да не послушаат конечно нас народот нешто да избереме вредно како што е Силјановска. Благодарам многу за вклучувањето. Еве со нетрпение понатаму би сакале да ставиме акцент и на прашањето кое што го гледате на екраните. Тоа е дали доколку имате можност дополнително би предложиле неколку за председателски кандидат. Дали некој всушност еве ви не достига на листата, би сакале да го предложите. Го гледате прашањето, така да еве од сега па натаму да видиме што ќе кажат гледачите конкретно на ова прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали доколку имате можност дополнително би предложиле неколку за председателски кандидат? Ја би рекол од овие сите што се моментално предложени, да може некој си, да речам, надвор од државата да биде се предложи, бидејќи ова веќе е хаос во нашата држава, не можам што да кажам, бидејќи и ако лично мене ме прошале дали би гласал за некого, за ниеден, значи овие невредни са. Ако земеме од Пендаровски, ја Пендраковски го викам, значи никако бидејќи не направи заложници тука во Македонија, 2020 пасош вадено, он како председател не реагираше ништо во тоа и немат никаква ингеренција председателите. Повеќе има пратениците, да речем, и собранието председател, овие што се председатели на државата никаква функција немат. Законот похитно треба да се менал. Треба да се дава за председател да има можност да биде нешто повеќе од тоа што има право. Што да кажам, иначе тешко е
да се каже за овие што се кандидирале моментално за председатели, бидејќи сите се од некоја политичка партија и видовме до сега државата до кај дојдовме со овие луѓе. Значи, не сум против Гордана. Гордана е добра. Но, меѓутоа, кога ќе биде Гордана, тогаш ќе реагират и другите луѓе кои ќе влијат на неа, што не ќе може таа што се... Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Ајде да видиме дали доколку имате можност дополнително би предложиле некого за председателски кандидат. Според вас кој недостига на оваа листа? Ајде во овој дел од Црвена линија навистина би сакале да слушнеме доколку имате можност кого би го вклучиле според вас кој би требало да биде дел од овој список на кандидати. Добар ден. Добар ден. Како и да е, продолжуваме понатаму, одиме понатаму со коментарите, сега ко можете да продолжите и со коментари и споделување, ќе ве потсетам на Facebook, не заборавајте да учествувате и да не заследите и на Instagram во денешната анкета. Одиме со овој коментар, го има напишано Дафинка Стојановска, на секој жител по еден председател, браво, ова нема никаде браво. Според вас, доколку имате можност, дополнително би предложиле ли некого за председателски кандидат? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте? Абе, добро, одвај добив. Јас сум од Битола. Поздрав до битолчани преку вас. Еве, дали доколку имате вие можност, кого би предложиле за председателски кандидат? Максим Димитриевски. Ама некој што не е на листата според вас? Не, овие на листата не знам други. Имаме многу добри македонци, паметни луѓе, учени, ама ето не се јавуваат, ги нема на листата. Од овие што се на листата, јас би гласал за Максим Димитриевски. Добро, еве кажете ми дали председателот треба да се избира во собранието на Македонија? Председателот треба да се избира само во собранието, а не само не во собранието, него граѓаните да го изберат, не во парламентот. Така, еве, дали може да ни образложите зошто така сметате, бидејќи имате уште време, па еве. Јас сметам дека треба председателот да добие согласност гласови од граѓаните, а не од пратениците. Така, добро. Да. Ако е тоа се, или имате уште нешто да дополните, имате уште некои 9 секунди? Абе, чупче, имам сака многу, ама од вајде добив, ајде да му дозволиме и на други нека кажат. Така, благодарам пред се што бевте упорни, драго ни е што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Во овој момент ќе подсетиме дека со нетрпение очекуваме да слушнеме еве според вас дали доколку имате можност дополнително би предложиле некого за председателски кандидат кој што го нема на оваа листа. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте? Од Кавадарци се јавувам на 80 години возраст, го гласам, не знам кој не да не биде, него го гласам кој да биде. И тоа кој ви не достига, еве, треба да е дел од оваа листа? Да биде Максим Димитриевски, ако сакаме државата да ни оде напред. Тој е човек еден од најпаметните луѓе до сега. Сите сум ги испитал, не сум некој партиски Така, веројатно, еве, дали според вас би сакале да се најде некој човек кој што не е на листата? Не сакам Максим Димитриевски. Само тоа. Јас од Кавадарци сакам да биде како Добро, ајде да ве прашам и ова, дали председателот треба да се избира во собранието на Македонија? Никако во тоа, не како председател во собранието, како? Што ние само експерименти ќе правиме во овие работи. Ше знае како председател до сега сме избирале, немој молим те така. Него во случај иде само можеби Митко Јанчев. Митко Јанчев може да од Кавадарци. Абе, овој сега Максим Димитриевски е идеален за председател. Немој молим те да само да биде го повикува.
Благодарам многу за јавувањето. Ајде да слушаме, бидејќи овде имате можноста секако да бидете прашани, кој е оној кој што сметате дека не е на списокот кандидати, го гледате прашањето, дали доколку имате можност дополнително би предложиле некого за председателски кандидат. Па еве да слушаме што ќе каже гледачот или гледачката. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Кажете доколку имате можност, дополнително кого би предложиле? Да предложам нешто, само една работа. Може? Ве слушаме. Една работа за председателски кандидат. Прво треба да не биде партиски, да биде скроз изолиран од секоја партија. И да не клекнува на некои работи што не треба. Ало? Добро, ве слушаме. Продолжете. Да. Кај нас председателски кандидат не ќе можеме и собрание. Ја би бирал од страна и за собрание и за председателски кандидат. Пошто боле што да не ја знаат ситуација кај нас што е, ситуација што е, овака што знаеме, иста песна се тера. Од самостојување. Се ме разбравте? Така ве слушаме. Имате уште време. Тука зборот ни беше тука. Председателски кандидат, Стево Пендаровски. Која беше, зашто потпише за бугарите? Тука наголем. Така, благодарам многу за јавувањето. Дојде времето за реклами. По рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Ајде сега да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија на денешното анкетно прашање, дали председателот треба да се избира во собранието на Македонија. Дали може и да покажеме, ете така изгледа тоа на Instagram Story. Значи со да одговорија 8%, а со не одговорија 92%. Заследете не и на Facebook Црвена линија, сега го профилот на Телма телевизија на Facebook. Коментирајте, споделувајте и не заборавајте да не следите на Инстаграм и веќе утре да заземете учество во новата анкета. Како и да е, сега ве поканувам секако да останете со мене, со Телма и по завршувањето на Црвена линија. Едноставно само повторно да го завртите нашиот добро познат телефон и секако да освоите во овој денешен ден, со оглед на тоа што сме понеделник, нова микропечка. Но како и да е, вредни награди знаеме да изненадиме, да се освојат можеби и повеќе во еден ден. Така да јас да ве подготвам, тоа е најважно. Добро меморирајте и добро забележете ги следниве прашања. Со кој занает се занимава Абаџија? Потоа, во смешниот македонско-турски речник, ако кажеме дженем, тапија, мислиме на што? Еве ви уште едно прашање, како се вика мајсторот што доаѓа дома и ги врши поправките кога имаме проблем со вода? И на кој крал му служи стрип јунакот принц Валијант? Точни одговори ќе кажете вие, а секако ние ќе доделуваме куп голем број награди. Се гледаме за кусо време, вие од Црвена линија очекувам да ве слушнам и во заврти на Телма.